го прочитам Псалмот број 85. Господ ја засака пак својата земја, кон добро ја заврате Јакововата судбина. Му ги прости беззаконијата на својот народ, ги покри сите негови гревови. Ја воздржа сета своја лутина, се откажа од својот распален гнев. Обновине Боже Спасителя наш и отврли ја зловолјата против нас. Зар ќе се гневиш довека на нас, преносувајќи ја својата насрденост од род на род? Зар нема да не оживееш пак, за да се радува Твојот народ во Тебе? Господи, покажи ни ја својата милост и дај ни го своето спасение. Да го послушам тоа што ми зборува Господ Бог, зашто Тој ќе им зборува за мир на својот народ, на своите избраници, но нека не се свртат пак кон безумие. Навистина, близо е Неговото спасение за оние што се бојат од Него, и Неговата слава ќе живее во нашата земја. Љубовта и вистината ќе се состанат, правдата и мирот ќе се прегрнат. Вистината ќе никнува од земјата, правдата ќе гледа од небесата. Да, Господ ќе даде добро, а нашата земја својот плод. Правдата ќе врви пред Него и ќе направи пат за Неговите стапки. Нека да го прославиме Бога со песната број 15. Татко наш небесен, со слава исполнет. Oh
Да се изправим и да се помолим. Татко наш небесен, го славиме Твоето свето име и Ти благодариме, Татко, за новия ден, кој што Ти ни го даваш. Се е тоа, Господи, заради Твоите нови милости секој утро. Имаме привилегията, Господи, да бидеме во Твојот дом, да ги отвориме, Господи, нашите уста и да со нашите гласови да изразиме кон Тебе благодарност, да изразиме кон Тебе, Господи, фалба, бидејќи Твоето име е возвишено далеко над секое друго име. И Твоето Слово не учи дека се доаѓа, Господи, од Тебе и првично на Тебе треба да ја даваме нашата благодарност, нашата слава, а не кон нешто друго, дали предмет, или било што, или човек. Туку Ти не повикуваш, Господи, кон Тебе да се изправиме, кон Тебе да погледнеме и Твоето свето име да го прославиме. И тоа го можеме, бидејќи Ти, Господи Исусе, дојде кај нас, бидејќи Твојата рака не има допрено. Ти, Господи, ги имаш допрено нашите животи и нашите срца. И Твојот допир сега не влечи, Господи, да ние бидеме заедно со Тебе, ја гледаме Твојата убавина за големите дела и големото спасение, што Ти, Господи Исусе, го имаш изработено за нас. Ние би биле вечно изгубени, ако не беше Твојата љубов, Христе, ако не беше Твоето спасение, Твојата понизност, Твојата послушност на Отецот Небески. Ние не би го добиле спасението, туку би лутале во форма, во религија, во незнаење, во несигурност, во изгубеност, во мрак. Ние не би ја имале смислата на животот, бидејќи ќе пропаднеме. Но, Господи, Ти не повика од тоа царство на темнина. Ти не повика, Господи, преку Твоето Слово, преку Твоите слуги и до ден денес не повикуваш повторно, Господи, да се обратиме од делата на темнината кон Твоята светлина, Господи Исусе. Да се обратиме кон Тебе, од каде што ни доаѓа помошта. Навистина, Господи, Ти остануваш прославен, но гледаш и на понизните, и Ти, Господи, нема да отврлеш понизно и покајничко срце. С тоа, Господи, те молим и ово утро, погледни ги нашите срца, Господи, очисти не од нашите гревови. Измеј не, Господи, преку Твојата света крв. Заштити не, Господи, и избави од лукавиот, од нападите на злото кои што секојдневно се подигат против Твоите чеда, сакајќи да го загушат Твоето Евангелие и светлината која што Ти ни ја даваш. Размрди ги нашите срца, Господи, размрди го духот во нас. Соживи не повторно, Господи, како што и читавме во Псалмот. Ти повторно ја засака својата земја и во Твојата милост, Господи, Ти не го отврли Твојот народ. Иако просведочуваш, иако дисциплинираш, иако, Господи, враќаш, казнуваш, но како што таткото ги милува децата, така, Господи, си Ти спрема нас. И се тоа што се случува во нашите животи, се е тоа добро, Господи. На крај ќе биде за добро, за наше добро, а за слава на Твоето име. Се препуштаме сега, Господи, на Твоето водство, прати ни го Твојот Свети Дух, биди со нас, води на во оваа богослужба, се нека биде за слава на Твоето име. Амин. Од Божјото Слово ќе прочитам уште еден текст кој се наоѓа во книга на пророк Исаја, 55 глава. О сите вие кои сте жедни, дојдете при водите, ако и немате сребреници, дојдете, купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко, без сребреници и без плаќање.
Зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп и својата надница за она што не сити? Послушајте ме мене и ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. Приклонете главото и дојдете при мене. Послушајте ме и душата ќе ви живее. Ќе склучам со вас вечен завет, завет на милости, ветени на Давида. Еве, те направив сведок на племињата, кнез и заповедник на народите. Еве ќе повикаш народ кого не го познаваш и народ што не те знае, ќе дотрча при тебе заради Господа твојот Бог и заради Израелевиот светец, зашто тој те прослави. Барајте го Господа додека може да се најде, повикувајте го додека е близо. Безбожникот нека го остави својот пат, а неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува, кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта, со овој Господово. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато, додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење, така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Да, ќе отидете со радост и ќе бидете водени со мир. Горите и брдата ќе воскликнуваат од радост пред вас и сите дрва во полето ќе плескаат. Место трња ќе растат чемпреси, место копривата ќе никнува мирта. И тоа ќе биде за славата на Господа како вечен, непоминлив знак. Нека да го прославиме Бога со песната број 25.
Сите вас ве поздравувам во името нашиот Господ и Спасител Исус Христос ово утро. Како вовед во Словото Божјо ќе прочитам од Откровението на Јован, 3 глава, од 14 стих, па се до 22, односно до крајот на 3 глава. Таму е запишено следното. И на ангелот на црквата во Лаодикија напиши му: ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почеток на Божјото создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел. О кога би бил студен или врел? Вака, бидејќи си млак и не си ниту врел, ниту студен, ќе те изблувам од својата уста. Зашто велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и несреќен и сиромав и слеп и гол. Те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки, за да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биди ревностен и покај се. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. Откровението на Јован, така е насловот на книгата, но кога уште во првите стихови читаме, тоа е откровение на Господ Исус Христос, бидејќи тој го добива од својот Отец небесен, преку ангел, преку слуга, му го пренесува понатаму на апостол Јован. Во периодот на пишување или на тоа откровение, на тоа видение, апостол Јован се наоѓа на грчкиот остров Патмос и тој е прогонет заради верата во Исус Христос и заради сведоштвото кое што го има заради Христа. И гледаме дека уште од самиот почеток црквата не е изолирана од прогонство. Уште кога се појави христијанството, уште кога црквата се основа, веднаш и злото се подигна и царството на темнината со своите слуги делуваше против црквата со цел да ја задуши, носејќи ги слугите Божји, апостолите низ затвори, мачејќи ги, убивајќи ги. Но Господ Исус Христос им даде едно многу силно ветување на неговите апостоли и рече дека ти си Петар, на кога му се обрати, ќе те наречам камен, и на тој камен, бидејќи Петар исповеда дека тој е Христос, Месијата, Синот Божје, и рече на тој камен ќе ја изградам својата црква. И портите на пеколот нема да ја надвладеат. Ние живеејќи во овој свет, ние сакајќи или не сакајќи, директно или индиректно сме изложени на тие две царства. На царството на темнината кое што војува против Божјото царство, но исто така и Бог преку своите слуги сака да не прибере во Неговото царство на светлината, каде што владее мирот, каде што владее љубовта. И уште од самиот почеток ги гледаме двете линии во човечкиот род. Линијата на Авел и линијата на Каин. Едниот со вера принесе жртва и му благодареше на Бога, а другиот од завист и од љубомора, бидејќи Бог се заврате и ја прифати жртвата на Авел, Каин се заврати и го уби својот брат. И по крв брат. И до ден денес ништо не е променето. Ние сите го наследивме тој греф од првиот човек, од Авраам, од Адам. И тој греф се пренесува од еден на еден, од едно поколение на наредното, пак на наредното.
И никако не можеме да се освободиме од гревот по некакви човечки филозофии, науки, учења, некакви човечки модели, па дури и човечка власт, воведувајќи и војска и полиција, не може да се ослободи од злото. Од кога постои човекот, злото е присутно. И каков и систем на владење да дојде, злото повторно е присутно. Тогаш, кон каде ние да се обратиме кон мудрост, која што ќе го избави, која што ќе не избави од злото? Библијата колку е стара, толку исто така и нова, толку исто така и напредна, и понапредна од секоја човечка мисла. И Библијата, колку и да се чини дека е заборавена и изоставена, но и до ден денес ни го нуди решението за злото кое што се наоѓа во човештвото. И тоа решение, Библијата што го опишува, не беше тоа нешто лесно, не беше тоа некакво ефтино, не беше тоа некаква наука. Туку решението кое што ни го даде, или спасението од гревот и од злото, Бог ни го даде преку Неговиот Син, а нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во Евреите пишува: нема простување на грев без пролевање на крв. Така беа поучени во Стариот Завет старозаветните верници, и тоа се беше символика, и храмот кој што го направија, се тоа беше сенка за оригиналот, за стварноста која што доаѓаше во Христа. И крвта на животните што ги жртвуваа на жртвеникот, тоа не беше доволно и немаше сила да го отстрани злото и да го очисти на целосно гревот. Туку преку тие жртви сведочеа, најавува за поголемата, за ултимативната жртва која што Бог ја принесе. И на Авраам Бог го испита. И Авраам имаше многу тежок испит во својот живот. Ветеното дете, Исак, требаше Авраам да го жртвува по наредба од Бога и да види дали на прво место му е Бог во неговиот живот или синот на ветувањето кој што многу години го чекаше. Бог кога испита верата на Авраам, во даден момент го сопре. Виде дека е решен во тоа, дека има верата, дека дури неговиот син да биде жртван, тој ќе биде воскреснат. Дали сега или на денот на воскресението. И не се двоумеше, бидејќи Бог му се беше објавил. Но Бог го спречи Авраам и му рече: не, еве ти заменска жртва. Еве ти животно, не го жртвај своето чедо. Но илјадници години подоцна, кога дојде редот на Бога, бидејќи Бог со Авраам склучи завет, и Авраам се нарече Божи пријател, и Бог го нарече Авраам мој пријател. И тие двајцата чекореа како пријатели. Едниот се жртвуваше за другиот, за поголемиот. Но поголемиот му рече: не го жртвувај своето дете. Но кога дојде редот поголемиот да жртвува, тогаш Бог отиде до крај. Зошто? Бидејќи беше пријател Авраамов. Бидејќи Авраам беше пријател Божие. Библијата ни зборува за таква една присутност Божја во нашиот живот. За такво едно живо заедништво. И тоа не останува само во Стариот Завет како еден пример. Туку и самиот Исус Христос им вели на неговите ученици, на апостолите: вие сте ми пријатели. А подоцна, после воскресението, им вели: вие сте и мои браќа. Пријателот си го дава својот живот за неговите пријатели. Еве, јас ве засакав и ве засакав до крај, им зборува Исус Христос на неговите ученици. И тие го имаат тоа живо заедништво со него. Апостол Јован пишува на друго место во своето писмо:
Ние го видовме со нашите очи. Ние го допревме и не е тоа илузија. Како што во првиот век се појавија разни лажни учења дека Христос не дошол во тело, дека тоа било привидение, дека тоа било дух, дека се до крштевањето на Јордан тој бил обичен човек, тогаш примил некаква небесна сила и воскресението не е физичко, туку е символика, туку е некакво духовно и некакво символично воскресение. На кои што лажни учења апостолите веднаш се спротивстави и почнаа да пишуваат и писма. И затоа апостол Јован вели, ние го видовме со своите очи, нашите раце го допреа. Јован лежеше во неговата преградка и му беше мило да биде во преградката на својот учител. И тоа се беше пред воскресението. Но после воскресението, кога почна прогонствата, кога Светиот Дух дојде врз апостолите, и кога апостол Јован беше на Патмос, како што реков во Откровението на Јован е опишано, тој сега гледа една друга слика на воскреснатиот Христос. Не е тоа таа иста личност како што додека беше со нив на земјата, тој истиот да, но неговото тело сега е различно. Неговото тело после воскресението е прославено тело и тој е првороден од мртвите. И кога апостол Јован го гледа, а тој имаше многу големо искуство со својот учител и беше меѓу првите апостоли, тоа што Христос им откриваше, му откриваше и на ученикот кога го љубеше. Но кога го види во својата слава, како е опишено во Откровението на Јован првата глава, неговата глава бела и неговата коса како бела волна, како снег. Лицето му свети како јасно сонце, со долга облека, препашано околу градите со златен појас, неговите очи како огнен пламен, од устата негова излегуваше меч, двоостар меч, а нозете негови како бронза вжарени во печка. И тогаш Јован кога ја виде таа визија, тоа видење, тоа откровение на неговиот учител, што пишува? И кога го видов во 17 стих првата глава, паднав како мртов пред неговите нозе. Не бој се, не плаши се. Секогаш е одговорот на Христос кога се среќава со неговите, а неговите кога ќе добијат откровение на славата Божја и на славата Христова. Тоа за нас луѓето понекогаш може да биде и страшно искуство. Може да биде и чудно искуство. Истото беше и Петар во својот животен чамец, кога ја виде славата Божја, како Синот Божје дојден во неговиот живот. И тој се истлаши, бидејќи цел вечер ловеше, но не можеше да фати ништо. Но на Твој знак, Господи, ги пушти пак мрежите. И во тој момент, додека ги креваше рибите, додека ги влечеше мрежите, тој ја види славата Божја. Неговиот живот беше соголен пред Христос. Ја знаеше својата недостојност. Бидејќи Исус беше на брегот и го поучуваше народот, а Петар се криеше позади својата функција и позади својата работа и позади својот труд. И бараше оправдување. Јас работев цела вечер, јас тоа, јас друго правев. И тоа за него беше бегање од стварноста. Бидејќи знаеше дека во срцето има греф, знаеше дека е недостоен пред Христос и затоа не сакаше да има ништо со него. Но Христос оддалеку го виде срцето на Петар, бидејќи е срцевидец, знае што има во срцето на човекот и не обраќаше многу внимание на тие што се турка и што се долепуваа до него. Им ги знаеше мотивите и мислите. И колку е чудно некогаш Божјото Слово ни открива длабоки тајни. На едно место
Исус им вели на служителите: Господи, Господи, па не ли пророкувахме во Твое име? Не ли изгонувахме бесови во Твое име? Не ли проповедавме во Твое име? Разни чудеса, помагавме. А што ќе им каже Исус на судниот ден? Одете си од мене, јас не ве познавам. Не дека не гледам што правите, но не ве познавам вие кои што вршите беззаконие. А еве во случајот на Петар, тој вели: оди си од мене, Господи, јас сум грешен човек. Кога човекот ќе дојде во ситуација да се согледа сами од себе си, да го согледа Христос како доаѓа во неговиот живот и покрај недостојноста, и покрај гревовите, и покрај трудот и маката, нешто да постигне, да изгледа фамилија и така натаму. И кога ќе дојде во таква една ситуација и да каже: оди си од мене, Господи, јас сум грешен човек, па подобро со мене и да си немаш работа. Тогаш тој човек на вистина е спремен за Христос. Се додека ние во нашата прелест, се додека ние во нашата отпадната природа и во нашата гордост го немаме себе познавањето во нас, го немаме просведочувањето од Светиот Дух кој што доаѓа преку присуството Христово, велиме: дојди Господи, тоа ќе правиме, друго ќе правиме, духовна служба ќе основаме. Тој човек не е вистински спремен за да биде слуга Христов. И тоа не е исклучено, тоа е реалност. И самиот Христос ни зборува, пророкува дека на судниот ден ќе има мнозина такви кои што ќе дојдат. И проповедавме, и гоневме бесови, и многу ти служевме. Но најважната служба, послушноста кон Бога и извршувањето правда, ја оставиле на страна. И денес сме сведоци како христијанството полека паѓа, ја губи силата, тоа што не е вистинското, излегува на површина. И денес има многу такви кои што служат можеби на Бога, но ја оставиле правдата, ја оставиле послушноста, го оставиле Божјото Слово на страна, иако има дела позади нив и пред нив и во нивниот живот, но се одрекле од суштината, од верата во Бога, трпението, покајањето, себе познавањето. Петар беше различен, не беше како другите. Во суштина грешен како и другите, но во познавањето беше малку поразличен. И Христос не го повика, Христос кај него отиде. Апостол Јован, да се вратиме сега на откровението, кога го гледа во неговата слава, паднав како мртов пред неговите нозе. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот. Бев мртов и воскреснав и сега сум жив. Познаваме пријатели, може да познаваме многу, малку луѓе во нашиот живот. Може да имаме другари, пријателства и така натаму. Може да се поучиме многу од било кој човек што ќе го сретнеме на било која тема, да размениме некое животно искуство. Но дали имаме ние таков пријател кој што го поминал искуството на смртта, кој што се вратил од мртвите, за да не поучи што понатаму, за да не поучи што има од другата страна? До тука завршува човечкото искуство. Но продолжува Божјото, продолжува искуството на Синот Божи. Затоа тој е и прославен, затоа му е дадена сета власт на небото и на земјата. Косата зошто му побеле на Христос
Дали е тоа само некаква бајка или опис или некаква слика или во визијата така Јован го виде дека е со бела коса. Тој при раснувањето имаше 33-4 години. Од каде сега бела коса? Има едно такво толкување дека кога човекот поминува низ многу тешка ситуација и низ многу стресна ситуација, ретки се тие случаи, но косата за многу брз период побелува. Има една таква историја за француската кралица Марија Антуанета за време на Француската револуција, кога е соборена од власт, целата со раскошна коса, заради предавство, заради шпионажа обвината од страна на револуционерите, и е осудена за брзо за 2 дена. Незините адвокати имале ден и пол за да подготват одбрана, но неуспешно. За 2 дена ја осудиле да ја пресечат главата на гилотина. И од разубавена коса, фризура, била затворена во темница и ја чекала својата пресуда, односно екзекуција. На другиот ден, кога ја изваделе од темницата, од затворот, нејзината коса цела побелела. Зошто? Лицето ѝ се сменило. Набрзо остарела на 38 годишна возраст. Испитот, стресот, маката, страдањето придонесуват и косата на брзина да побелее. Христос не помина низ лесно кога беше на крстот. И тоа е символ. И во пословици пишува дека седата коса или белата коса е знак на мудрост кај постарите луѓе. Христос на брзина некако достигна, остаре, бидејќи помина низ тоа страдање, помина низ тој крст. Па дури и пред тоа со јудејците, кога се спореше околу Авраам, чии синови се они, и му велат: па ти уште немаш 50 години, а велиш дека си го видел и Авраам, а тој во своите 30. И неговиот живот бил исполнет со мака, со тежок начин на живот. И тој плачеше над Ерусалим. И неговата служба воопшто не беше лесна, но беше исполнета со радост. Во последната вечера со учениците вели: мојата душа е натажена до смрт. Неговиот лик е променет. Зошто? Бидејќи единствено Христос целосно влезе во маката и во страдањето на човештвото. Единствено тој навлезе целосно. И како Јован Крстител што рече: еве го јагнето Божјо кое што ги зема гревовите на светот. Тој влезе таму каде што луѓето се исповеда. Тој на своето тело ги зеде гревовите. Четрнаесеттиот стих од 3 глава од Јован е упатено писмо до црквата во Лаодикија. Претходно се другите 6 цркви кои што се наоѓаат во Мала Азија. И за секоја црква има нешто кое што Христос ја пофалува или ја охрабрува, нешто што прават како што треба. Кај секоја црква, скоро кај секоја, има некаков укор, ги укорува за нешто што не прават како што треба. Единствено кај црквата во Смирна нема укор, нив ги охрабрува да продолжат и да бидат верни до смрт. Додека кај црквата во Лаодикија е сосема спротивна ситуација, тука нема никаква пофалба од Христос.
туку им вели: вие мислите дека сте богати, но сте сиромашни, но сте голи, но сте слепи. Лаодикија во тоа време, во првиот век, бил еден доста развиен град и финансиски. Исто така имале една многу специјална црна волна, која што во близина се произведувала, од која што правеле облека и убаво и многу квалитетно палто. И кога некој ќе облече, се знаело дека тоа потекнува од Лаодикија за нешто скапоцено. Исто така бил медицински центар и правеле очна маст за некој што има проблеми со видот, идел таму за да се лечи. И Христос им вели, ги укорува заради нивната рамнодушност, заради комфортот во кој тие западнале. Имаме се и ништо друго не ни треба. И тоа што им се случува во материјалниот живот, тоа го преточиле и во духовниот. 60-та година од новата ера во Лаодикија настанал еден многу голем земјотрес. Од Римската империја дошол налог за да им испратат помош за да го изградат повторно градот, на чие што барање, на чие што помош тие негативно одговориле и рекле: ние имаме доволно средства и сами го изградиле градот. И обкружувањето во кое што живеела црквата на Лаодикија, само достатноста, себе доволноста, тие тоа многу лесно го префрлиле и во духовниот живот и рекле: тоа што го имаме е доволно, повеќе не ни треба. И тие станале рамнодушни за Божјото Слово. И Христос им вели: нити сте врели, нити си студен. Во близина имало еден извор за топла вода, таму се користело за медицински цели, имало корист за луѓето од таа топла вода, од тие топли извори, а понатаму бил градот Колос, кој што се снабдувал со студена и ладна вода од блиската планина, каде што имало снег, висока планина, и тие имале студена вода од која што може да се пие, да се користи, а Хиераполис, другиот град, ги користел благодетите од топлата вода, од топлите извори. Додека во Лаодикија немало такви извори, тие изградиле водовод и од поблискиот извор на термална вода со глинени плочи, цевки, дистрибуирале вода до нивните домови. И бидејќи тоа некаде се процена на околу 5 км бил изворот, таа вода веќе не била ниту жешка, ниту ладна, туку била млака вода. И бидејќи се одржала високо ниво на минерали, таа воопшто не се ни пила. Ако ја ставиш во устата, те носи на повраќање. И Христос им вели: ве укорувам заради вашите дела рамнодушни. Со други зборови, ми се повраќа од вашите рамнодушни дела. Врелата вода може да се користи, студената исто може да се користи. Има некои толкување, велат студеното е спротивно на врелото. Не. Тука символиката е дека и од двете води има човекот корист. Некорисно е само ако е рамнодушен. Те советувам, те укорувам, покај се, биди ревностен, купи од мене, те советувам да купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се обогатиш. За какво злато зборува Христос? Не за материјалното злато, туку во Прво Петрово послание пишува во првата глава 7 стих: та вашата вера која се испитува, која е поскапоцена од распадливото злато, да се зачува се до денот на Господ Исус Христос и да ја добиете наградата.
За такво едно злато зборува Христос, како што неговиот појас е златен околу градите и тој го издржа крстот. За такво едно злато, за карактерот кој што Христос може да им го даде на верните. Таа издржливост, тоа трпение, таа сила, таа вера, таа надеж. За едно такво злато зборува кое што е нераспадливо и кое што има вечна вредност. Земи од мене бели облеки, а не црната волна која ја ткаете. Белите облеки се символ на праведност. И ние праведноста ја добиваме преку Христовата крв. И белите облеки може да бидат и наши. За да се облечеш и да не се појави срамотата на твоята голота и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, за да гледаш. Не маста која што служи за телесните очи. Туку во Евангелието од Матеј пишува светлината на телото е окото. И ако твоето око не е во ред, ако не гледа како што треба, ти тогаш одиш во темнина. А додека ако окото твое ја гледа светлината што доаѓа од Христос, јасни ти се работите, што гледаш, што слушаш и што треба да направиш. И самиот Христос е опишан дека неговите очи се како огнени пламења. И тој со неговите очи гледа се, ги гледа најскриените мотиви, ги гледа најскриените тајни и нема ништо скриено, тоа е како оган кој што гори. И затоа неговите очи се такви. И ги советува на лаодикејците, ќе ти дадам очна маст, за да можат твоите очи да бидат избистрени, да можеш и ти да гледаш. И аз ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биди ревностен и покај се. Делата на равнодушноста се многу познати. Равнодушни сме кога е прашање молитва, равнодушни сме кога е прашање некаква служба, равнодушни сме кога е прашање евангелизација, евангелизам, равнодушни сме кога е во прашање мисија и нашите дела остануваат само во секторот во фазата на равнодушност. Нити врели, нити студени. Но Христос вели, биди ревностен, смени го својот начин на живот и покај се. Зошто? Бидејќи од таквите дела на Христос му се повраќа. И е дадено ветување, кога ќе се покаат лаодикејците, вели, а на оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив. И не бев равнодушен кога беше во прашање твојата душа. Не останав равнодушен дали ќе биде или не, туку бев за тебе. Бев за спасение на твојата душа. И јас победив и седнав на престолот на мојот татко. И на другите 6 цркви има ветување. И секаде е истото зборче. А на оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот. На оној кој победува, втората смрт нема да му наштети. Тоа е до Смирна. До црквата во Пергам, на оној кој победува, ќе му дадам од скриената мана. На црквата во Тиатир, на оној кој победува, ќе му дадам власт над народите. На црквата во Сард, а на оној кој победува, ќе се облече во бели облеки. Филаделфија, тој ќе биде столб во храмот на мојот Бог. 7 писма, 7 цркви и 7 пати Христос зборува за победа. Но некако овде кај Лаодикејската црква, барем така ми се чини, некако ветувањето е највозвишено и најголемо. Ако си ревностен и се покаеш, излезеш од својата комфортна зона, од комоцијата. Ако го победиш тој греф, кој што така брзо не сплеткува и не се противиме на тоа, бидејќи е добро, така не изгледа. Ако тоа го победиш,
Ќе ти дадам да седнеш со мојот престол како што и јас победив. И јас го победив крстот и седнав со мојот татко на неговиот престол. И завршуваме со стихот: еве стојам на вратата и чукам. И тој стих не е кон неверниците, кон надворешните. Тој стих е упатен кон црквата и кон верниците. Бидејќи во една таква црква, на каде што Христос му се повраќа, тој не е внатре. Тој е надвор и вели: еве стојам и чукам. Ако некој, ако било кој, ако барем еден, двајца или тројца членови го слушнат мојот глас и ја отворат вратата, јас ќе влезам внатре. На сила нема да правиме ништо. Дали ние ово утро го слушаме гласот Божи? Гласот Божи кој што не зборува преку неговото слово: биди ревностен и покај се. Дали го слушаме чукањето Христово врз нашиот живот? Дали ќе се отвориме за неговата наука? Дали ќе се отвориме за неговото присуство? Или ќе останеме во рамнодушноста и со рамнодушните дела на едноставното одење, посетување на црква од форма и од традиција? Христос не е за тоа. Христос е надвор во една таква средина. И нашата обединета методистичка црква не е многу далеко од оваа реалност на глобално ниво. Делата се рамнодушни, одлуките се погрешни, надвор од Светото Писмо, спротивни на Светото Писмо. И во една таква средина на Христос му се повраќа. И тој не е внатре. Иако има формата на побожноста, од силата сме се откажале. И Христос чука сега на вратата. И ако некој го слушне неговиот глас денес, не ја затворај вратата, не ги затворај своите уши. Бидејќи не се знае утре дали е твој ден или не е твој ден. Не е тоа да чука вечно. Јас ќе влезам кај него и ќе вечерам. Тоа е едно многу тесно заедништво, едно убава вечера со Исус Христос. На времето вечерата траела со часови, може и половина ден. И како што Авраам се нарече пријател Божие, така и Христос ќе се нарече наш пријател. И не само тоа, туку и после воскресението и наш брат. Така и денес истото важи и за нас. Ако го слушнеме неговиот повик на вратата на нашиот живот, ние може да ја отвориме вратата. Ние да го пуштиме. Нека да се исправиме и да се помолим. Господи Исусе, Ти благодариме, Господи, за Твоето Слово, за писмата кон црквите во Откровението, од кое што и ние до ден денес се поучуваме, Господи, и може да ги исправиме нашите животи. Ти не укоруваш, Господи, не просведочуваш каде се наоѓаме. Ти, Господи, имаш нешто многу повеќе и многу повозвишено за нас, отколку дневните препукувања, отколку дневните некои наши желби и гордости што ги имаме. Ти, Господи, ни го даваш Твојот живот, Ти ни даваш вечен живот, да излеземе од рамнодушноста, да бидеме ревностни, Господи, и да го бараме Твоето име, да Те бараме Тебе, Господи, додека има време. Ти благодариме, Господи, во името на Исус. Амин. Ќе испеем песната број 190. Место имаш ли за Исус?
што ти подари. Ти за веселби и грижи место има секој ден, а тој за тебе што умре совсем е заборавен. За тој спасител твој верен, денес место приготви. Прими вечен живот Христо што ти подари. Дай го животот на Исус, тој те кани во овој час. Може би за последен пат не слушаш молен глас. За тој спасител твој верен, денес место приготви. Прими вечен живот Христо што ти подари. Дай му одговор ти сега, кога Исус чека знак. Ако замилен нек приме, страхотен е твојот крај. За тој спасител твој верен, денес место приготви. Прими вечен живот денес, Христо што ти подари. Децата се наред. Зашто човечиот син дојде да го бара и да го спаси изгубеното. Лука 19:10. После богослужбата се замолува хорот да остане. Треба да пробваме неколку песни. Вечер има богослужба во Моноспитово и ќе одиме тамо хорот да испееме неколку песни за слава на Бога. Другите служби се во недела останува утринската во 10 часот. И за крај ќе се исправиме, ќе завршиме со песната број 1.
благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.